Да почнеме со оваа панел дискусија и подоцнежната дебата на денешната тема. Рековме кое е премостување на предизвиците во дијагнозата и терапијата на гинеколошките карциноми, каде сме сега и каде одиме понатака. На оваа тема денеска со нас ќе бидат неколку експерти и неколку личности кои што се од институции кои што водат сметка за оваа тема, кои што ги изготвуваат националните стратегии, кои што се дел од електронското пријавување, кои што се дел од Фондот за здравство на Република Македонија, како и експертите во однос на гинекологија, онкологија и представници од пациентите. Да ги представам, значи со нас е тука доктор Ајла Шабани, по професија гинеколог, во својство на советник на министерот за здравство. Потоа доктор Магдалена Симоновска, како представник на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Жаклина Чогоровска, како представник на Мој термин, а од другата страна е доцент доктор Виолета Клисарова, директор на клиниката за онкологија, професор доктор Горан Димитров, гинеколог-онколог од Универзитетската клиника и Милица Кузмановска како представник на невладината организација Фемина М. Она што е за Македонија интересно е дека уште одамна, уште од тамо 1900-тите години некаде е почнато со идејата, да кажеме, за воведување на скрининг програмите, дел од нив и се воведени и постојат и национални стратегии, меѓутоа, она што е поразително дека во последните неколку години опфатот со редовните скрининзи кај пациентите е многу нисок, под 30%, некаде по испитувањата околу 28%, што е многу ниска бројка, што би рекле сепак не дека тоа не значи дека може да биде толку нисок опфатот, тоа се оние кои се поканети на скрининг програмите, веројатно дел од пациентките и по својата здравствена култура и едукација доаѓаат и порано и прават некакви скрининг прегледи, меѓутоа сето тоа сепак не е евидентирано во системот, каде што и до ден денеска точно не може да знаеме, затоа што се уште не е изготвен националниот регистар за карциноми, по кој што точно би можеле да видиме каде, колку има пациентки, каква е нивната географска распределеност и каде би требало со определени карциноми да се обрне најмногу внимание. Пред да ја отпочнеме дебатата и пред да ги повикам нашите денешни учесници да го кажат својот став и со надеж дека на крај сите секој од својот сегмент ќе даде добри идеи на кој што врз база на кој што понатака можеби ќе може да изготвиме една препорака до сите овие институции како да се подобри начинот, односно дијагнозата, лекувањето и третманот кон овие онколошки пациенти. Би го поканил градоначалникот на општина Центар, кој што излезе во пресрет и понатака ќе не излегува во пресрет, да може да се состануваме во оваа сала и да дебатираме на различни теми, да се обрати ако сака до собират. Работи овој микрофон. Благодарам на сите. Јас само дојдов да ве поздравам, да ја поддржам целосно иницијативата. Имавме пред неполни 2 недели потпишување на меморандум, каде се усогласивме заедно со Асоциацијата на гинеколози, да и ние како општина искочиме во пресрет и целосно ја поддржиме оваа ваша кампања. Општината стои на располагање, како и што се договоривме на самите состаноци, се со цел да сите овие предавања почнат токму тука преку овие панел дискусии, а подоцна ќе продолжите и поголема кампања. Стоиме како општина на располагање во целосната ваша кампања. Благодарам. Ви благодариме ние на вас. Па јас прво би почнал, пошто така е редот на нештата како што оди, прво од Министерството за здравство. Добре дојде Ајла, ти благодариме што дојде. Основно е дека знаеме дека постојат скрининг програмите, знаеме дека постои стратегија во Министерството за здравство. Еден дел од стратегијата би требало да оди да сите здравствени услуги, вклучително и скринингот, биде што поблизок до пациентите, да се одвива што поблиску до нивното место на живење, согласно препораките на Светска здравствена организација и универзалната здравствена заштита. Дел од земјите веќе воведуваат и само тестирање и за ХПВ, само прегледот за дојки би требало максимално исто така да се стимулира, меѓутоа и прегледите кај матичниот општи лекар и кај матичниот гинеколог. Па какво е, еве да кажам, вашето мнение и какви се стратегиите на Министерството за сега и за понатак?
своите ангажирани ПАЦ, Светска здравствена организација препорачува воведување на ХПВ тестирањето, кое што исто така Министерството за здравство го поддржува тоа. Се размислува воведување на ова само тестирање, ХПВ само тестирање, кој што би било наједноставен и најлесен начин на жените за реализирање на ХПВ скринингот. Значи, ние може да го реализираме тоа со воведување на тие ХПВ тестови, така што сега и тестот може да го употребиме и се размислува на тоа да се дистрибуира и да се започнува тоа само тестирање, со кој што би се зголемувало сигурно, затоа што е во Шведска и во некои други земји опфатот на ХПВ тестирањето, односно ХПВ скринингот кај жените. Од аспект на тоа прашање, еве скринингот знаеме сите дека е многу нисок опфатот. Дали Министерството има стратегија како би го зголемило опфатот на овие пациентки со скрининг програмите? Значи Министерството за здравство има воведуван стратешки план со кој што помага во зголемување на превенцијата на цервикалниот карцином и тоа значи го овозможува со помош на едукација на гинекологичните гинеколози, со помош на воведување на националната превенција на цервикалниот карцином. Најмногу сега ние сме фокусирани на ХПВ вакцинацијата и воведување на ХПВ скрининг. Бидејќи психолошки скрининг веќе се реализира во Македонија, многу незадоволително. Секако мора да има стратегија како да се подобри скринингот и раната детекција. Меѓутоа, кога спомнавте превенција, примерна превенција конкретно за цервикалниот карцином е ХПВ вакцинацијата, која што зборевме на денешната пресконференција. Теоретски тоа е инвестиција денес за во здравјето на нашите жени во иднина и главните, да кажеме, ефекти се очекуваат можда за 10, 12, 15 години. Во оние земји кај што има ХПВ вакцинација и за момчиња и за девојчиња, стапката на појава на нови типови на карциноми или диспластични промени е негде намалена за 80 до 88%, значи до 90%. Дали Министерството тука планира да даде, да кажеме, фокус да се извакцинираат сите овие пациенти, меѓутоа сепак не треба да се занемари и редовниот годишен преглед? Националната комисија за имунизација, заедно со Министерството за здравство и заедно со другите организации, направен е еден план со кој што би се зголемувало опфатот на вакцинација. Во последните неколку состаноци на комисијата, заедно со поддршка со Министерството за здравство, одлучено е да се зголемува границата на годините за вакцинација, односно се продолжува до 19 години. Исто е во план воведување и деветовалентната вакцина и воведување на вакцинација кај момчињата, односно бесплатна вакцинација. Со тоа опфатот би требало да се дигне многу повеќе, бидејќи сега во најдобрите времиња тој 2019 само кај женската популација е негде 57,8% е нека незванична информација, ма тоа ако земе дека се само девојчиња, тоа значи само 28% од популацијата. Тоа сепак е недоволно за еден брз прогрес, да кажеме, према земја што, да кажеме, би го ерадицирала цервикалниот карцином. Во план сме и започнување на една кампања заеднички, каде што би акомпанирани со МАГО и Светско лекарско друштво и другите организации да започнеме една кампања за подобрување на свеста за ХПВ вакцинација, кој што нема да биде реализирана со здравствените работници, туку ќе се делува исто на општинско, на друго ниво, каде што би се патиле и тие целни групи кои што би требало веќе да бидат свесни дека вакцинацијата е многу битна во превенција на цервикалниот карцином. И уште едно прашање за вас. Во однос на сепак едно е обезбедување на средства, услови за функционирање на системот за скрининг, меѓутоа мора да се работи на кадарот, значи на професионално напредување. Ние се соочуваме со тоа дека има мал број на патолози во нашава земја, во Македонија, во кои што можат и реално и да ги, да кажеме, и да ги прочитаат и пап брисевите и сите наоди. Дали има стратегија во Министерството да се овозможи континуирана медицинска едукација и на тој персонал и да се зголеми бројката на овие специјалисти? Да, значи дискутирана е за тој дел и заедно со Медицинскиот факултет во Скопје. Исто така тоа сум
за кој дел многу се одговорни Институтот за патологија, кој што секогаш се поддржани од Министерството за здравство. Планирани се реорганизација, едукација на кадар, исто така, како што најавивме во една среда од Министерството за здравство, во план е отварање на една следваща лабораторија сала во Универзитетска клиника за гинекологија, како што има едукација и организација на соодветен кадар за преглед на тие психолошките анализи, примероци кои се имаат значење. Да, меѓутоа во реалност, јас конкретно во разговори со патологија, они имаат само 10 специјализанти во последниве 10 години, само одливот по основ на пензија и прелевање во приватните организации ќе остави еден дел од институциите без доктори. Да, разговараме и за тоа тема со продеканот за специјализација, продеканот за медицински факултет и ќе направиме план за проведување на нови специјализанти, да се реорганизира тој здравствен персонал по места каде што се неопходни. Добро, ви благодарам многу. Сега би продолживе во континуитет и денеска беше тоа спомнато, значи за Националниот регистар за рак, значи до кај сме со неговото организирање и функционирање, за да една држава и може да направи некакви стратешки планови, она секако мора да знае со колкава бројка, која е процентуално застапеноста на кој карцином, од какви типови. Сега во денешно време веќе имаме и ретки гинеколошки карциноми, кои што примаат некогаш и имуно и биолошка терапија, така да до каде е таа работа конкретно, Жаки? Ќе зборам и за тоа, само сакам се малку на темава, морам за да не заборавам после. Во врска со патолошките резултати. Јас сакам да спомнам, бидејќи во светот, јас од моја аспект морам да кажам, од областта на електронското здравство и знаете колку напред ходи дигитализацијата во светот, ние се обидуваме да следиме дел. Многу е да се развива, посебно во областта на патологијата, телепатологија. Многу се развива вештачката интелигенција во патологијата. Како решение на проблемот, и веќе сме го зборувале, ние со нашите патолози ова, тоа се системи кои овозможуваат во побрз рок на вистина многу едноставен начин да се прочитаат повеќе примероци. Со помош на користење на веќе постоечки во светот и проширени системи, и се надевам дека ова ќе го реши барем делумно проблемот на недостигот на кадар. Никогаш нема таквите системи да ги заменат лекарите, секогаш тие ќе бидат од нив водени и контролирани, но сакам да сме сите свесни дека ваквите недостатоци во здравствените системи и на овој начин се решаваат. Значи со користење на телепатологија и телерадиологија, бидејќи тоа се исто и ние сме едни од темите кои овој кадар недостасува и го успорува процесот меѓу другото и на раната детекција и на понатамошното третирање. Сакам само да го спомнам како тема, бидејќи го зборуваше и доктор Ајла, и во текста сите верувам, вие докторите, не знам за публиката, дека ова е веќе на големо во светот се користи. Јас ќе зборувам сега кратко за регистарот за рак. Македонија како земја која сака да стане дел од Европската унија е обврзана да користи меѓународни препораки за организација, меѓу другото и на овие вакви регистри. Меѓу нив е еден од најстарите регистри во светот, како креирани и со јасни препораки како се води регистарот на рак. Регистарот на рак не е збир на податоци од болниците само, туку тој сега е комбинација на информатичко решение со податоци од болниците. Накратко сакам само да ве запознам дека уште во некаде пред ковидот ние започнавме иницијатива, јас како представник на управата за електронско здравство зборувам сега, во соработка на оние кои се надлежни всушност за водење на регистар за рак. Тоа е Институтот за јавно здравје кај нас, со доктори од клиниките кои треба да бидат најголеми внесувачи на податоци во тој регистар, една иницијатива за да видиме каде сме и каде треба да одиме за да го формираме тој национален регистар на рак по препораките на Европа. Имавме неколку настани, ТАЕЦ, спонзорирани од Европската унија, некои од нив беа работилници тука кај нас, не посетија експерти. Поработувавме со Институтот за онкологија од Република Словенија, бидејќи Република Словенија го има во Европа најстариот регистар за рак.
Значи не во Балканот, не во нашиот регион, тие се препознати и тоа не се само за регистар за рак, туку по евиденциите во здравството како една од земјите во Европа која најдобро ги води. Нивните експерти дојдоа, ни дадоа препораки, заедно со нас или направивме некои чекори кои треба да бидат превземени. Тоа што се однесува до легислативата веќе е завршено. Препораката беше да се искреира, да се направи ново софтверско решение кое ќе ги обедини податоците на оној начин на кој се препораките. И ние тоа го направивме. И сега застанавме некаде на чекорот на пак кадарот. Кадарот кој треба да го работи ова во смисла на епидемиолошки аспект, односно на кодирање се вика процесот, на пријавите кои би стигнале од почетната точка, а почетната точка за нас е болниците. Значи процесот оди така да кога лекар ќе се соочи со пациент на година, за прв пат му е откриен рак на примарна локација, треба да го пријави. Пријавата не е многу богата со податоци, едноставни се податоците, се од областта за која лекарите работат, тие треба да инициираат пријавата. Пациентот во текот на годината секако кога што има контакт со лекар, тој треба да направи пријава, да пополни пријавата, тие стигат на едно место во надлежниот центар за јавно здравје. Центарот за јавно здравје ги прегледува пријавите, прави финално кодирање и со тоа, кога ќе заврши тековната година, тој треба да заврши за својата област. Не зборам сега само за гинеколошките или за карциномите за кои сме денес тука, туку општо за сите карциноми, треба да заврши годината со точни податоци за населението од својот регион, кое за таа година, на кој за таа година му откриен рак на примарна локација. И сето тоа е опишано и треба да се следи. Ние малку застанавме кај кадарот од кој треба да ги врши кодирањата, односно се соочивме со тоа дека кадрите до сега не биле обучувани за ваков тип на работа. Во моментов тие се свесни, работиме на тоа, го прошируваме сега малку диапазонот, ќе одиме и до болниците заедно со нив, со лекарите, и ќе се обидеме за 2022 година да имаме најпрецизна колку што е можна информација за тоа колку карциноми од секоја област, нели, за сите локации во државава имаме. Тоа е едниот дел на приказната која тоа што ни налага сите да го имаме како информација за државата. Верувајте, кога доаѓаат експертите, јас често сум присуствувала на такви состаноци, првото што не прашуваат за тоа каква ни е состојбата во здравствениот систем е дали водиме регистар на рак. И за жал до сега нашето прашање дека не водиме. Ние сме воделе некогаш некакви пријави и има еден голем јас измеѓу не се случувало ништо. И сега да кажам и добрата другата страна на нашата приказна е дека ние во нашата држава го имаме националниот систем Мој термин. Националниот систем Мој термин ги евидентира сите податоци од прегледите и се што се случува во здравствениот систем кога некој пациент ќе посети институција од мрежата на здравствени установи. Ние имаме сега едно богатство на податоци во кое, значи од тие податоци може да се добие многу точна, не велам сосема, но најприближно што е можно, точна бројка на пациенти кои боледуваат од различни болести. Значи тоа е првото што треба да го знаеме, колку пациенти боледуваат од различна болест. Ние тие броеви можеме да ги извадиме, секако не ние сами како информатичари или како електронска управа, во соработка со лекарите кои работат во областа. Бидејќи има многу тука дилеми, прашања и дискусии што се зема за или понатаму за да може да се проверува. И од националниот систем до сега се произлезени бројни студии за различни болести кои се и објавени во многу високо рангирани часописи низ светот. Джеки, да те прашам само нешто. Дали еве пошто постојат голем број на податоци, теоретски би требало сите да се регистрирани во Мој термин, меѓутоа знаеме приватните здравствени организации не спаѓаат се уште законски во тој дел, така да има веројатно една бројка од нив кај што не е регистрирана, а постоечка на пациентки со карциноми. Зошто ако тоа го имаме, толку ли е тешко да се направи веб апликација, софтвер кој што овие податоци ќе ги искористи за да добијат сигурни податоци, да кажеме, Министерството и фондот?
Јас верувам дека има, сега ова зборувам за министерството, системот е на националниот систем е на министерството, многу користи и фондот, го користи Институт за јавно здравје. Од друга страна, фондот за здравствено осигурување има еден нивни систем, еден начин на кодирање, да кажем, на услугите во болничкото лекување и од кои исто така се извлекуваат навистина добри податоци. Ние за потребите на државата сме давали, и даваме се уште податоци и може и точно да се знае, како што кажав, бидејќи еве сега приватните ги спомнавте, точно е дека тие во одреден сегмент на лекувањето или третирањето да ќе посетат приватна установа, но секако ќе се обратат и кај својот матичен лекар. Не за друго, еве, например, за да препише лек или да направат некоја анализа, може би лабораторијска. Со самото тоа тие што ќе дојдат кај лекарот, ќе се евидентира диагнозата дека од таа група, точно ќе се знае дека тој пациент, не точно, не може да се потврди понатаму, дека ја има таа болест. Малку е, не знам, old fashion начинот на размислување. Јас не знам, Институтот за јавно здравје е тој кој е надлежен за здравствената статистика во државава. Некако се навикнати, ние сакаме и се веќе го менуваме нивниот пристап да податоците се собираат на оној стар начин, една посебна пријава во која лекарот треба да изнапише 50 податоци. Ниеден лекар во моментов нема време тоа да го прави, првим да кажеме. Ние, нашата цел, и тоа што сакаме да го промениме, е податоците да се превзимат од системите, да дополнат само тоа што е неопходно. И одиме да го промениме сега и тој начин на размислување, да направиме нешто да овие регистри всушност сами си се креират и така работи светот. Да. Ние поканивме, имавше покана упатено до Институт за јавно здравје, меѓутоа никој не одговори на таа покана, затоа немаме планирано, беше Институт за јавно здравје да има свој панелист. Одно што мене ме интересира е во да кажеме во real time, што викаме, во реално време, обично со регистрите, многу лесно може да добиете податоци кои што на пример после за онкологија точно ќе знае има во моментов, не знам, 300 пациентки што се заболени од сервикален карцином, 10 од тие се 5 години веќе лекувани, 20 се 4 години, другите 3, колку се починати од тие пациенти, што примиле терапија, тоа се многу вредни податоци и за планирање на лековите, на терапијата, на персоналот, на сето тоа, а ние со тоа не може да се уште да се справиме веќе во 2023 година. Може да се дел од податоците, да, тие би ги комбинирале со своите податоци и ова морам да истакнам, не е во светот секаде започнат од национален регистар. Многу корисни се болничките, поединечните регистри, кои секоја болница треба да ги води за својот домен и тогаш би било едноставно да се соберат тие податоци на централно ниво, да се усогласат и да добие државата слика за се. Во регистарот за рак конкретно не се води лекувањето, например. Ние знаеме кога тој првично му е откриен канцерот, со години следењето би знаеле кога починал. Ние во тој регистар нема да чуваме, никој нема да евидентира во регистар како се лекувал, кои терапии ги добивал. Но во болничкиот регистар на клиниката за онкологија и на секоја клиника која се занимава со третирање на онколошки пациенти и на сите други, се пробувам за онкологија бидејќи темата е, треба да се има евиденција на секој пациент како и зошто е лекуван. И тоа се викаат болнички регистри. И тие некогаш се водели во нашата држава многу солидно. Гинекологија водела одличен регистар на гинеколошките пациенти. Само во интерес на сите панелисти, уште едно прашање денеска што се потегна, тоа е овие пациентки кои ќе се открие, да кажеме, значи суспектен карцином гинеколошки или веќе имаат дијагноза за карцином, многу често имаат проблем со закажување со мој термин на прегледи дали кај специјалист, субспецијалист, магнетна резонанција и така. Денеска професорот Димитров спомна воведување можеби на таква плава дијагноза која што веднаш ќе ги одбележи и ќе има приоритетни термини и упати за овие пациенти. Дали до сега е разговарано на таа тема и имате ли вие некој сознание дали тоа би можело да се реализира? Јас сум дел од националниот систем, од која постои 10 години постои националниот систем. Постојано се работи на тоа нешто да се подобрува. Меѓутоа, најчесто последниве години, морам да кажам, не зависи тоа од техничкиот дел на системот, туку зависи од распределбата на кадарот, на диагностиката по установите. Не е тоа оправдание за никого, не велам, значи дека е, меѓутоа
Еве магнетната резонанца, кога веќе ја спомнавте, проблем има генерален државата, нема, исто како и за прегледите за дојка, немаме доволно радиолози, имаме доволно апарати, во моментов и магнетна резонанца и повеќе од доволно и мамографи, но немаме доволно радиолози за да ги прочитаат снимките. Од тие причини не се закажуваат многу прегледи, од тие причини потешко се доаѓа до снимка. Меѓутоа, оваа плава линија која зборевте, тука сме супер, сакаме да разговараме, сакаме да ги напише некој јасно правилата, да донесе патека во која ќе се знае, работевме и актуелна една патека која сега набрзо што ја промовиравме за кабинет за дојка. За сите вакви диагнози може да се направи таква патека во која јасно ќе се означи кој кога и за колку време би требало во нашиот здравствен систем да добие услуга. За најдолг период. Да. А ние да се потрудиме да биде тоа за најбрз. Но не зависи од техниката, тоа сакам да кажам. Сега идеално ќе се надоврзаме со представничката од фондот, доктор Магдалена Симоновска. Дали и како, например, се определува, еве, кои пациенти, кои протоколи, кои лекувања треба да ги добијат, дали фондот тука се базира на некакви си меѓународни стандарди, упатства кои што ги има и како се обезбедува и каков тип, да кажеме, третман обезбедува генерално фондот во Македонија? Согласно Законот за здравствена заштита и здравствено осигурување во нашата држава, дијагностиката и третманот на пациентите според медицина базирана на докази. Тоа се национални упатства, протоколи засновани на медицина базирана на докази. И секоја нова метода за третман, дали се тоа лекови или дијагностички процедури, мора да помине низ одредени процеси кои вклучуваат утврдување на ефикасност и безбедност на третманот, што се одредува преку голем број клинички студии кои треба тоа да го докажат. И откако по сите овие испитувања новите методи ќе влезат во протоколите, тогаш истите можат да бидат дел од третманите за лекување. Согласно законската регулатива, фондот не е вклучен во национални и меѓународни истражувања, клинички студии, за тоа се одговорни медицинскиот факултет, Министерството за здравство и клиниките, но секако и фондот може да се вклучи доколку се бара некој стручно мислење. Сега што се однесува до прашањето, Не, слободно да доврзате се вие како во кој контекст сте. Од современите методи за лекување на гинеколошки карциноми се достапни и обезбедени за лекување на пациентите во РСМ, може да се каже дека секоја клиника преку свој стручен колегиум решава кога и кој нов метод да го воведе доколку смета дека е неопходен за успешна превенција, дијагностика и лекување на заболувањата кои се третираат кај нив, и од нив зависи дали истиот ќе биде натовар на фондот врз основа на прикажана ефикасност, безбедност и економичност. Експерти од нивните области, во зависност од финансиските можности на фондот и можностите на клиниките се договараат и тогаш може да ги воведат истите овие нови методи, да речем. Фактички фондот би требало да ги обезбеди овие услуги кои што, да кажеме, клиниките би ги побарале за своите пациенти со определен карцином. Да, и тоа треба да е базирано врз база на медицина базирана на доказ. Да влезе во протоколи, да има врз основа прикажана ефикасност, безбедност и економичност на тие нови постапки што треба да се. И сега тука, да пример, прашањето што многу често ве се споминеше и последно време. Тука се, ако не знаеме точно која е бројката на пациентки, лековите за овие некои авансирани гинеколошки карциноми не се воопшто ефтини. Сепак треба да има фондот некоја предпоставка колку од средствата би се трошеле на овие лекувања, како фондот би ги, да кажем, изменаџирал сите овие пациентки, да секоја пациентка, да кажем, ја добие истата терапија. Па секако, мислам дека ја во оддел за финансии не сум баш компетентна, ама секако тоа зависи од буџетот што го има фондот, евентуално конкретно сега мора да се утврди кои се тие пациенти кои треба да влезат во тој систем, дали за сите, дали... Значи треба да се одредат утврдени насоки, протоколи кои треба да... Не, дали да примереме, пошто сега слушнав од медиумите, после ќе продолжиме со клиничките лекари, дека има зголемување баш пост-ковид на определени типови карциноми, и тоа повеќе кратно, ако буџетот клиниката треба да ги покрие овие лекови, а сега имате вие 30-40% повеќе пациенти, фактички како би се тоа треба да се бара од фондот? Фондот има средства за да обезбеди лекување, пошто кај карциномот не е тоа хронична болест, па да може некако да стартира, тоа е многу брзо на временото давање. Требало да излезе во пресвет, мислам фондот
зголемување на односно да најде средства од буџетот и да овие состојби, така што екстра состојби, како да кажем, посковет или така. Не се они поскови, оно посковите затоа што не се одело редовно на преглед, па сега имаме зголемување на по напредни типови на карциноми. Да. И да, уште една само прашање, па на вас ќе се префрлиме, па после ќе дебатираме сите заедно. Во однос на ние скоро како здружение и заедно со Македонско лекарско друштво имавме и еден симпозиум целодневен со многу врвни предавачи од регионот посветен на онкофертилитет. Тоа е значи дека еден дел од овие карциноми се јавуваат во возраст која жената се уште нема завршено со својата репродукција и има различни начини да се зачува таа фертилна способност, да таа може да се оствари како мајка во подоцнежниот живот. Една од работите кои што се користат и за мажите истото важи, ама и ве сега денес за жените збориме, пред започнување со терапија, хирушка, хематолошка, зрачна терапија, да дел од ткивото, дали се јајни клетки, оваријално ткиво, сперматозоиди, овона, бидат криопрезервирани и зачувани за понатака. Дали фондот предвидува средства и начин да им помогне на овие луѓе кои што едно се болни од карцином, второ се насекирани за своето потомство? Па вака, за жал, трошоците за зачувување на плодноста, што кажете замрзнување на јајце, клетки и ембриони, те девојките и жените кои се соочуваат со гинеколошки карциноми кои подосна кои може да влијаат на нивната плодност, за жал, за сега не се натовар на фондот. Но потребна е промена во законската регулатива и обсежни анализи за трошоците за замрзнување на јајце, клетки и ембриони и нивно чување, како и воведување на протоколи и критериуми кои пациентки би ги добиле овие здравствени услуги. Меѓутоа, сето ова на крајот сепак ќе зависи од купниот буџет на фондот, но секако фондот е отворен да разговара и да изнајде решение и за овие проблеми во рамките на своите можности. Затоа што тоа не се големи средства, да кажеме, може да се изнајде, да кажеме криопрезервација на материјал женски или машки, овона негде може да е околу 40 до 50 илјади денари, која ќе се компарира со сумата што ќе се потроши за лекувањето, терапија, боледување за сите овие пациенти, тоа е многу мал процент. Ја не знам како можеме, еве и ние се го поставувам прашањето, дали можеме ние како панел понатака ова прашање да го покренеме и пред фондот, за да им се помогне на овие луѓе. Како дека може и веруваме дека фондот секако е отворен за вака помош за ваките пациенти, се надевам дека ќе изнајде решение. Да, пошто се уште треба и гинеколозите, ние сакаме да ги научиме да размислуваат секогаш доколку е помлада пациентката, не само на третманот, него и на зачувувањето на фертилноста, затоа што имаме ние и меѓу нас имаме и колеги и колешки кои што имале карциноми во детска возраст, никој не размислува за тоа прашање. Тогаш и нивната репродуктивна способност е изгубена, а доколку тогаш им се помогнало и се направило криопрезервација, сега истите тие веројатно би биле со инвитро фертилизација родители. Наука во овој целиот процес. Да. Претрети на тие жени. Добро, тоа може да биде едно од следните барања. Слободно може да се надоврзете, пошто сега ќе се префрлиме малце еве на клиничкиот дел, на искуството на лекарите, да кажем, од праксата. Повелете. Благодарам. Тука сакав чисто за тоа и побарав сама збор. Како едно до објаснување или конкретно во однос на буџетот и соработката со фондот. Најпрво сакам да изразам една благодарност голема до фондот. Навистина, можам да кажам, во овој период колку што јас сум на оваа позиција и сум во директни контакти со фондот, навистина можам да кажам дека пробуваме да изнајдеме сериозни начини зашто би се рекло лек повеќе. Како стои буџетот на онкологија, чисто и стварно треба за тоа да почне отворено веќе да се дискутира, за да не паѓа кривицата на недобро испланиран тендер, ненавремено пријавен тендер. Значи, ја знаеме, сите сме сведоци дека онкологија се соочувала со периоди кога има недостатоци на лекови. Затоа ќе се потрудам накратко да објаснам, бидејќи ако јавно почне да се зборува, ќе се свати дека не секогаш кривицата е до онкологија. Значи,
Нашиот буџет е поделен на два дела. Едниот дел е основен буџет, другиот е условен буџет. Основниот буџет е буџет кој што ги покрива сите лекови и трошоци кои што се на позитивна листа на лековите во овој момент. И со кој нашата клиника е обврзана, впрочем како и сите други институции, се што е на позитивна листа, ние мора како институција, да не речам и како држава, да го обезбедиме. И останатите делови, плати, режиски трошкови, сите трошоци на клиниката потпаѓаат под тој буџет. На другата страна е оној различниот и специфичниот за нас како клиника, и мислам дека уште неколку други клиники имаат некој условен буџет, меѓутоа ние сме најмногу на удар со овој условен буџет, бидејќи е кај нас најголем. Тоа се лекови кои не се вклучени на позитивната листа на лекови. И тука, понатака како ќе образложувам и во терапијата ќе се навратам, и точно може да се каже и кои групи на лекови ги опфаќа овој условен буџет. Условен е наречен за тоа што тој баш така е условен, и фондот, како што кажува, е строго ограничен, лимитиран и трошиш колку што имаш. Ни дена повеќе од тоа. Кога се креираат листите за тие лекови, еве јас ке зборувам за моето време, како јас тоа сум го правела, моето именување беше буквално во момент кога требаше да се одлучува и нашата клиника да се бори за нов буџет за тековнава 2023. Значи, од сите оддели, од секој лекар поединечно, се бараат посебни писмени дописи во кои што секој лекар, зависно од бројот на пациенти со одветни диагнози, ја изразува потребата не само конкретно за кои лекови да бидат вклучени, туку и за нивната количина, што е многу важно. Кога ние ги собравме сите тие дописи од сите оддели поединечно и кога таа потреба ја внесовме во една табела која требаше да ја приложиме кон фондот за здравствено осигурување, нас ни требаат два буџета и повеќе. Тука имавме рикверц, враќај се од буџетот, ни денар повеќе да нема. И многу логично ви е дека тука треба да застанеш и едноставно да кратиш од количината на лекови, за да дојдеш и да влезеш во финансиските рамки кој државата, односно фондот за здравствено осигурување на клиниката строго го одредува. И противзаконски е да се оди макар и денар повеќе од тоа. Нашата клиника знаете дека нема партиципација, не се плаќа кај нас ништо, односно приватна сметка немаме. Таа по некој основ на донации или други услуги може да биде, меѓутоа тоа е прилично смешна и занемарлива сума која што не може да ја покрие клиниката. Односно, ние работиме исклучиво на парите кои ќе ни ги даде фондот. Се што ќе скратиме и што сме скратиле, како бумеранг, потоа во текот на годината ни се враќа со недостаток на лекот, бидејќи сериозно ние од старт не е тоа лошо испланирано. Ние од старт знаеме дека мора да ја редуцираме количината. Ова навистина треба јавно и транспарентно да се зборува, токму заради тоа. Јас во овие 10 месеци сум во постојана корелација со фондот и затоа прво почнав со благодарност кон фондот. Навистина максимално се трудиме да изнајдеме решенија за да ги минимизираме периодите со недостатоци на лек и ако ни се случат да бидат и да траат што пократко, за да можеме да го одржиме континуитетот на терапија на пациентите кои што ја примаат таа терапија. Согласно овие ограничени количини за одредени лекови може да се формира листа на чекање, бидејќи буквално прв дојден, прв услужен. Секој лек се знае за колку пациенти количина на лек обезбедува. Кога ќе почне да се надмашува тој број, едноставно мора да се постави листа на чекање и се до ослободување не може да биде друг пациент вклучен во таа терапија. Тоа фактички, пак ќе кажам зашто сме сите овде собрани. Значи, еден пациент кој ќе дојде кај вас, веќе државата ја чини многу пари, така кои што вие од самиот почеток знаете дека не може да ги обезбедите како средства, затоа што е недоволен буџетот во однос на бројот на пациентки со тие карциноми. Многу подобро е да ги откриеме пациентките многу порано,
со многу лесна, дали е хируршка интервенција, дали е друг тип на интервенција, може фактички да ставиме крај на болеста, да спречиме да настане. Тоа го исто дискутиравме са Бајли, го спомнав преска. Една вакцинација, теоретски бројката на пациенти кои ги имате со цервикален карцином ќе стане 1/10 и ќе ослободи многу средства за некои други можеби карциноми во иднината, а нешто што е превентабилно. Од друга страна, например, еве оваријалните карциноми, карциномот за дојката, знам, пред некој ден ми се чини зборувавте вие дека е во голем пораст во изминатава година. Значи, некои од тие може да се откријат и со едукација на пациентките, со само преглед, со навремено снимање за мамографија, ултразвук на дојка. Тука имаме од една страна дел од пациентките се жала дека не може да добијат термини да го направат истото, од друга страна викаме опфатот на оние што се повикувани па е многу мал, под 30%. Како мислите вие, независно се вие размислувате од ваша гледна точка како клиника за онкологија, дали мислите дека точно ако одиме по обратен ред од лекувањето, точно можеби ние не сме во тој дел секако како онкологија вклучени, но секако дека силно треба да се апелира најпрво по добра превенција. Значи тоа е нешто што може да се превенира, зборуваме за гинеколошки болести. Грло на матка, имаме одлично разработен скрининг програм. Треба само добро да биде имплементиран. Здравствената свест на граѓаните, односно на жените, треба да биде подигната до максимум. Тоа мора да се акцентира секогаш. Зошто велам од аспект на клиничар кој лекува таква болест? Затоа што фрапантен е бројот на пациентки кои кај нас се јавуваат за жал со најмалку локално напредната болест или веќе развиена метастатска системска болест. И токму заради тоа, не само во гинеколошките, да не зборувам за оваријалниот. Оваријалниот карцином се открива само случајно во ран стадиум. Затоа и вие може да посведочите. Значи, кај нас, најголем дел од пациентките со оваријален карцином се јавуваат после трети, да не речам и четврти стадиум. Тука веќе не помага ниту една терапија. Преживувањето е многу кратко. Ке зборуваме само за некој минимален подобрување квалитет на живот и неколку месечно, да не звучам брутално, продолжување на живот. Бидејќи и биолошката терапија, иновативната медицина не е волшебно стапче. Значи, прогнозата на болеста и исходот од лекувањето зависи од многу предикторни фактори. А дел од нив, кога зборуваме за гинеколошка проблематика, навистина се предвидливи и достапни со многу ефтини диагностички методи. Со ехо, со пап-цитологија на пап-бриз, значи со гинеколошки прегледи редовни, навистина може брзо да се дојде до фаќање во рана фаза. Значи, за разлика од земите високо развиените, каде што овие навистина добро разработени скрининг програми се правилно имплементирани, пак ќе речам да не звучам лошо, тамо е срамота жена да се јави на лекар, на онколог со локално напредната болест, поготово за цервикален карцином, ако зборуваме. Ние всушност фокусот на ова е баш тоа да укажеме и се повеќе и се погласно ќе збориме дека тие редовни прегледи превентивни за оваријалниот карцином немаме скрининг метода, меѓутоа со еден редовен преглед гинеколошки, ако се фати и по случаен пат, ама меѓутоа на редовен преглед во рана фаза носи многу квалитет на животот со мала, да кажеме, интервенција, со многу подобро. Ја уште едно прашање имам само за вас, исто многу сериозно, преска и го малце го спомнавме во нашиот неврзан разговор, во однос на кадарот. Пошто еве гледаме патолози има малку, за магнет нема радиолози кои да ги чита магнетите и тука имаме застој мал број термини. Како е состојбата со онколозите во Македонија и конкретно со кадарот во вашата институција? Значи, и ние не сме ништо поразлични од останатиот здравствен кадар. Значи, како специјалисти онколози, навистина сме дефицитарни. Така да нашата клиника веќе, а со оглед на се поголемата потреба, тука можам да кажам дека ние имаме наша статистика клиничка во клиниката и сметам дека е репрезентативна, вредна да се спомне и бројките се сигурно блиски до реалните, имајќи го предвид фактот што сме единствена јавна здравствена установа која пружа и радиотераписки и онколошки дел на пациентите
Да, точно е дел ќе одат во приватните, како што рече Жаклина, меѓутоа, со оглед на тоа дека е исклучиво скапа и долготрајна терапијата, речи си сите доаѓаат во некој дел од третманот повторно во нашата клиника, така да ги имаме реалните бројки и нашата статистика покажува 10 до 15% зголемување на инциденцата за сите. Не би издвојувала, на вистина инциденцата е во сите малигноми, значи зголемена, а од друга страна на наша среќа на вистина со третманите и дел од иновативните кои нашата клиника може да се пофали и ги има, е зголемена и преваленцата. И автоматски тука имате, се судрувате со еден голем број на пациенти, за кој што кадровски и просторно и од секаков аспект веќе нашата клиника како единствена институција е премала. И на вистина не може да ги опфати сите пациенти. Така да, сметам дека не само, би рекла и не само онколози, ние сме многу специфични и по останатите други функционирања во клиниката. Недостасуваат специјалисти по медицинска физика, без кој радиотерапијата не може да се замисли. Нови акцелератори, да, се спомнува и во моментови на нашата клиника се случува демонтажа на еден од најстарите и ќе има инсталирање на нов апарат. Меѓутоа, не секогаш, така и го почнавте разговорот, рековте има магнетни резонанци. Значи не е битно државата само да се грижи и да го набави апаратот. Треба е да се обезбедат сите предуслови за тој апарат, вклучувајќи го и кадровскиот дел. Значи ако нема кадар, не може капацитетот на тој апарат да биде искористен и тогаш ќе се судруваме со листи на чекање. Радиолошките технолози, медицинските сестри, значи кадровски во секој сегмент. Треба да се работи на кадарот. Да, треба на зголемување на кадарот. Да, ви благодарам многу да продолжиме со професор Димитров, па после ќе се навратиме уште еднаш на тоа што мислите како се решенијата и публиката и ние малце да видиме, сега дискутираме каква е состојбата, да видиме после тоа какви се предизвиците. Па професор Димитров, во однос на вашето искуство долгогодишно на клиниката, дали мислите дека во однос на раната детекција, да кажеме, и третманот на пациентите кои што нели хируршки се третираат, каде стоиме, каква е состојбата, каков е напредокот? Значи, прво би сакал сите да ве поздравам и колешки и колеги и сите останат присутни и да почнам со еден увод дека диагностичните карциноми се група на малигни заболувања кои што се различити по причина, станувањето, каузални фактори и по факторите на ризик. И за сите оние кои што се другите струки, да ви кажат дека тука спаѓаат да започнеме од ракот на грлото на матката, ракот на ендометриумот, т.е. на матечната лигавица на матката, ракот на јајникот и поредките рак на губа, вагина, на јајцеводи, а тука спаѓа и еден кој што е интердисциплинарен во нашата држава, е ракот на дојка. Сите тие се со различен каузален фактор и со различни фактори на ризици. Затова и скринингот и третманот се разликуваат и сите од овие малигноми. Јас од моето долгогодишно искуство денеска символично овие денови се поминуваат 30 години од кога јас прв пат разбрав дека хуманниот папилома вирус го предизвикува ракот на грлото на матката, и тоа во Италија, во Рим, бидејќи нашите учебници, кои што, а и другите светски учебници, многу касне. Сите знаете дека тогаш немаше интернет, ако се набавуваат страни часописи, сето тоа треба да се чека, тоа треба да дојде од нека по-софистицирана библиотека во светот, да дојдат во локалната библиотека, тие да се испринтаат, а потоа тие да ги разгледуваме. Така да можете да замислите дека во овој распон од 30 години сум учествувал во многу настани, а и во почетките формирања на така наречените комитети за борба против рак од областа на гинекологијата. Едно од основните работи, како што се споменува, е тоа дека
она што го има во секој јазик на светот, а тоа е подобро да се спречи него да се лечи, е најдобрата не само cost benefit цел на нашето работење, на докторите, па и на секој, на економистите и на оние кои што работат во здравството, него и се спречуваат бројни човечки и социјални трагедии. Значи, кога зборуваме за протоколите за скрининг, тие се менуваат. Еве, ние знаеме дека епохалните откритија кои што се правени на големи студии, дека го менуваат начинот на скрининг кај ракот на грлото на матката. И мислам дека више ќе почне да биде обсолентно да збориме ние за Папа Николау. Зошто? Затоа што знаеме дека една третина од неоткриените рак на грло на матка во Соединетите Американски држави заради тоа што Папа Николау бил лажно негативен, а дури една четвртина во модерна и развиена Шведска е резултат на тоа што папот не бил точен, значи бил лажно негативен. Сите земји, а тоа го имаме, можеме да ви го покажам, има еден постер од пред 2 години, дека сите европски држави, да не зборуваме за понапреднатите од вон Европа, дека треба да преидеме, да збориме за ракот на грлото на матката, кон ХПВ примарен скрининг, бидејќи само тоа е чекор напред. Во тоа доаѓа едно што е веќе една година, ние како Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија го промовираме и ќе го промовираме, мислам дека тоа е план да биде во месец ноември, што е така нареченото, тоа е иднината на скринингот, така наречениот self-sampling, значи само земање на бриз. Значи, во Шведска успеано да со толку големо покритие на скринингот, за 18% се големи покриеноста кај жените во Шведска, кои што се толку модерни. Значи, која е работата? Работата е во самопослуга, во апотека, во фризерница. Они добиваат еден пакет во кој што има кит за взимање. Они влагаат во тоалетот, во автомобилот, идат дома, го взимаат брисот, тоа е едноставно, како што вика професорот Страндер, многу е полесно него да си ја направите вашата маскара, значи да ги уредите вашите трепки со четкичката и тоа се остава на местото за колектирање, каде што може во рок од одредено време да биде колектирано од установата која што ги изработи. Меѓутоа, тоа е за ракот на грлото на матката. Ние ги имаме дадено препораките, за жал веќе ги снемуваат тие препораки од сајтот, затоа би замолил еве до Министерството за здравство, тие препораки уште важат за цел свет, ние ги превземавме од интернационалните здруженија. Нашата експертска комисија во јули 2017 година ги изработи, каде што препорачува како треба да биде скринингот. И уште само кратко, немам... Да, не сакам едно подпрашање во смисла од вашето искуство, дали сега мислите, и тоа го спомна и доктор Клисаров, дали сега повеќе од овие карциноми се откриваат порано и доаѓаат кај вас во поран стадиум, или се уште доаѓаат веќе кога се во симптоматска фаза, еве за скринингот за грло на матка постои скрининг програма во на, меѓутоа за еве за карциномот на ендометриумот, за карциномот на јајниците, дали тие пациентки, па и на вулвата да кажеме се, дали тие пациентки доаѓаат на време или се уште предоминираат оние кои што доаѓаат во подоцнежниот, за жал и по скап и по тежок за нив и по со лоша прогноза стадиум. Како вас ви се чини од аспект еве на овие коди? Имам еден, што мислам дека е точен одговор на ова, а тоа е тоа што го каже и професор Клисаровска. За жал, пост-ковид имаме многу поголем кои што доаѓаат во закасните стадиуми. Зошто е така? Не е заради тоа што самите они не се научиле во текот на ковид да идат на редовни преци. И тоа е она што сакам да го кажам. Ако е за ракот на грлото на матката скрининг, значи земање на бриз во кој што ќе се докаже дека е тој абнормален, устари има присутност на високоризични ХПВ типови, и сите други овие карциноми е скринингот или диагнозата, тука нема скрининг, е така наречено визуелно тактилна лабораториска. Што значи?
или ќе се види дека има некоја промена на вулвата, самата она не доаѓа за дека има промена на вулва, или на преглед обичен биманелен преглед, датичниот гинеколог ќе види дека она има туморозна формација на јајник, или сосема случајно ќе се уплаши пациентка дека ќе си направи тумор маркери и одеднаш ќе види дека има зголемени тумор маркери и ќе оди натаму со до диференцирање на дијагноза. Бидејќи кај другиве карциноми нема скрининг. Се проба за малигните заболувања на овариума да се направи скрининг, меѓутоа до сега во светот нема најдено некоја која што ќе биде постепено. Меѓутоа, за жал, имавме еден период, да сакам да ги опишам тие 30 години, кога за многу одредено време дури имавме добра инверзија за 2:1. Зборам за цервикален карцином, каде што се открива 2 преканцерози на еден инвазивен рак. Сега, исто така, добра е пронаѓањето и третманот на преканцерозите, меѓутоа инциденцата е да сте ние така земите кои што се меѓу првите по инциденца за одредени, а поготово и за цервикалниот карцином. Мислам дека треба да се заложиме сите да овие наши препораки заеднички ги оствариме. Многу сум благодарен јас на мој термин, бидејќи овие залагања кои што се за воспоставување на така наречениот, не знам како да го кажам, жести статус, да кажеме, за ХПВ статус, веќе почна да се имплементира. А што значи тоа? Тоа значи секој доктор, посебно гинеколог, ќе може да види дали таа жена е вакцинирана од ХПВ, со која вакцина, и може да види кој е нејзиниот ХПВ статус моментален, ама и во минатата. Зошто? Затоа што сите знаат, имаме научни сознанија, дека заразеноста или контагиозноста на ХПВ вирусот не прави тоа да она кој во моментот негативна, дека не носи риск. Значи, ќе можеме да имаме еден таймтейбл во самиот мој термин, во кој што ќе видиме да оваа жена била позитивна 2017, меѓутоа сега негативна. Она е под големен ризик и треба да биде под големен надзор, што докторите ќе се научат да го советуваат. Добро, ви благодарам многу. Сега уште да продолжиме со Милица, па ќе дебатираме и понатака. Значи, вие сте овде како представник на Сдруженијето на пациентки со гинеколошки заболувања, вклучително и гинеколошки карциноми. Значи, кои се предизвиците, да ги слушнаме од ваша страна како нивни представника, после може и споделиме со другите членови од Сдруженијето, кои се предизвиците со кои се среќаваат нашите пациенти кога ќе се соочат со дијагнозата на гинеколошки карцином? Генерално, се она што сакам да кажам јас, на некој начин секој од вас овде го кажа, во однос на предизвиците на здравствениот систем генерално, недостатокот на специјалистички преглед, односно закажување за специјалистички преглед на мој термин, јазот кој што се јавува од еден циклус до друг циклус на терапија, значи имаме и такви поплаки, најчесто е потрагата по лек, кога ќе го има, дали е достапен и така натаму, како што кажа генерално се е тоа кажано, јас само би сакала да се осврнам на еден друг момент кој сите како човечки суштества го имаме во себе, тоа е емоционалниот момент, односно надминувањето на емоционалните бариери кои секој еден пациент ги има при дијагнозата на рак. Што би значело самиот збор рак, неразбирање, неприфаќање, страх, шок за целото семејство, не само за пациентот, туку и за сите оние во кои што е обкружувањето на самиот пациент е засегнато од неговата болест. Значи, како би го направиле тоа? Превенција, се согласуваме дека тоа е прво и основно на кое што треба да се работи, и имплементација на сите овие скрининг програми кои што ги има и кои што навистина се содржински многу богати и направени според критериумите, според светски критериуми, значи како што е секаде во светот, така и кај нас.
се надевам дека само следните чекори кои што треба да се спроведат во делот на имплементација, односно до подигнување на свеста на пациентите, на целата популација, поготово женската, во однос на тоа дека треба да се оди на редовни преглед. Во тоа вклучително и на скрининзи, на се она кое што вклучува тестирање за рак, поготово сега кога зборуваме за ракот на грлото на матката. Не, јас, например, во една од предходните, да кажам, ситуации кои ви со медиумите сме дискутирале на оваа тема, значи, сите пациентки кои што самите се преживеани од гинеколошки карцином, например, инсистираат нивните деца да бидат вакцинирани уште од многу рана возраст, дури од 9 години, веднаш да ја прими вакцина. Тој се свесни за голготата низ која што поминале и мислам дека секако треба, јас себе како здружение ќе се подружам, секако да бидете што повеќе вклучени сите пациентки за да таа приказка дојде и е многу поучна за сите останати кои што за само едно нередовно доаѓање на гинеколог, да кажеме, или на преглед, можат на вистина многу да изгубат подоцна во животот и тие и нивното семејство. Мене ме интересира, например, во вашите сознанија во здруженијата има веројатно секаков тип на гинеколошки карциноми. Како, еве спомнавте и психолошката поддршка. Например, дали сме дискутирале на таа тема, дали има, например, 24-часовен центар негде кај што може да се јава да прима терапија, дали постои дневна болница, единствената институција, еве како што рече и директорката, е тука во Скопје, дали мора да лежат само во болница, има места во болницата, дали би сакале повеќе да идат на амбулантски третмани, а дали тие се достапни, например. Какво е, да кажам, искуството од страна на пациентите? Размислувањето е различно, индивидуално искуството според индивидуалните стаќања на секој пациент, с оглед на тоа што единствените центри во кои што пациентите со рак можат да се обратат и да добијат нега, се всушност клиниката за онкологија, би ја спомнала и клиниката за хематологија, кои се единствени во Македонија. Со самото тоа, значи, тоа се ни кажува дека всушност и здравствениот систем и самите медицински работници кои што се таму се преоптеретени. Со многу пациенти, со многу прегледи и на дневно ниво, да кажеме, благодарност до доктор Димитров кој што и на некој друг начин успева да ги покрие сите да ги опфати сите пациенти и без да бидат закажени на мој термин, бидејќи потребата е навистина голема. Како име на тие пациенти кои што треба да патуваат некаде од руралните области или од подалечните градови во Македонија, за да можат да дојдат на клиниката на онкологија или знаете и вие самите дека секогаш потешките случаи од другите места ги препраќаат на клиниката за гинекологија, бидејќи едноставно заради комплицираноста на состојбата, нема друго решение освен да се препратат тие пациенти тука. Така да не знам што друго ви кажам. Во однос еве на, да кажеме, терминалните, затоа што еве доаѓаат во доцен стадиум, може да потроши државата и многу средства, се добива само неколку месечно преживење. Како е во однос на палиативната нега, на шансата да тие се хоспитализираат или да, например, во поразвиените земји семејството добива поддршка дома за да им се овозможи една достоинствена, да кажеме, смрт на овие пациенти, за да на некој начин сите добијат една психолошка поддршка и помош и социјална поддршка секаква за овие пациенти, пошто за жал дел од овие пациенти имаат и несакан исход. Како е тоа организирано кај нас? Кои се вашите сознанија како здружение? Мислам дека воопшто не е организирано од тој аспект, недостасува во однос на палиативната нега. Дури имаме и сознание дека повозрасни пациенти на кои што им е потребна некоја терапија во онколошка, можеби се занемарени заради возраста, заради годините. Не знам како е тоа и како се прави таа селекција, како се доделува терапијата и на кои пациенти, меѓутоа можеби треба многу повеќе да се работи на оваа тема и заедно сите тука сме, можеме да поразговараме и да видиме како да не се остават тие пациенти на маргините, едноставно да не се изразам лошо, но да пропаѓаат и да немаат друг избор, да немаат никаква друга шанса, ниту пак грижа. Дали мислите дека, например, во координација можеби клиниката онкологија, гинекологија, здруженијата,
професионални, значи на пациенти ово на министерството, може на пример да се опфати да има некаква си шанса да во некоја од институциите има центар за поддршка на овие пациенти, групи за поддршка на овие пациенти, затоа што ние сите сега во интернет времето по форуми се допишува, добиваат некакви сознанија, све зошто да тоа не биде на некој начин овозможено од државата да има такви групи за поддршка. Не само за терапија, него поддршка на целото семејство према секако дека треба да се размислува и од тој аспект и најпотребна е всушност таа поддршка за тие пациенти кои што се за жал во последните стадиуми на терминални стадиуми на болеста. Мислам дека тука би требало да се вклучат сите елементи институционални и елементи на здравствениот систем, а ние како Сдружение на пациенти од аспект на пациенти и на искуството кое што го имаме и се она кое што можеби разговорите повеќе се одвиваат од нашата страна отколку што тоа пациентот би го направил со докторот, земајќи ово предвид сите пациенти мислат за своите доктори, пред се ги гледаат како авторитет, но јас мислам дека и тоа треба да се промени, бидејќи еден пациент кој што е диагностициран со рак, значи дека докторот кој што го води и кој што всушност ги покажува насоките за лекување е тој кој што цел живот ќе остане во неговиот живот и тие врски се веќе нераскиндиви. Значи тука пак ја гледаме таа емоционална страна која што недостасува. Да, од друга страна докторите се преоптеретени со пациенти, па многу малку имаат време за разговори, за поддршка и така. Јас со ова почетниот дел на оваа панел дискусија и на дебата, да кажеме, би го привршил, меѓутоа сега би сакал пред се да се обратам на публиката, дали има некој од присутните што би сакал да искоментира. Само представете се пред да почнете и Јас сум Мирјана, пациент со гинеколошко заболување. Ви благодарам за поканава на панел дискусијава. Јас би се обратила најпрво до представничката од Министерство за здравство, бидејќи досега слушнавме многу факти и докази кои укажуваат на тоа дека примарната превенција е нешто каде што треба многу да се вложи, да се инициира и да се работи на тоа. Конкретно кај ракот на грлото на матката во однос на кампањи и подигање на свест од страна на Министерство за здравство и Институт на јавно здравје, претпоставувам дека има кампањи, меѓутоа нема многу визибилити. Значи, дали би можеле да обрнете повеќе внимание за тоа што и самата програма скрининг, БИП страната, тешко се доаѓа до неа, не секој, освен ако не се пациентски здруженија, не зна како да ја најдат таа веб страна, како да знаат дека постојат превентивни програми. Значи, убаво е што се организираат панел дискусии, се зборува, меѓутоа целокупната јавност сметам дека не е доволно запозната и потребно е да има големо вложување во оваа превентива, затоа што веќе ако дојдеме до третман, и слушнавме и од професорката на онкологија дека тоа се скапи лекови, не секогаш има опција за третман на тие заболувања. Што планирате, како планирате, дали исто, например, досира пушењето е еден од главните ризик фактори за ХПВ и понатамошно за, условно кажано, рак на грло на матка. Досега јас не сум видела кампања за подигање на свест за откажување од пушење. Дали нешто планирате за примарна превенција од рак, бидејќи тоа е многу битен фактор и се зборува многу на европско ниво, посебно со European Court of Cancer. Што имате во план? Благодарам за овие сугестии. Значи да, знам дека постоела таква кампања, заради тоа што не е убаво, да кажеме, реализирана. Ние со председателот на комисијата за Националната комисија за имунизација имаме споразум подписано, во кој што посериозно ќе делуваме во тој дел за да се зголеми средства за вакцинација. Во план е организација состаноци со родителите, во училиштата, со социјалните групи, односно со тие
ученици кои што треба да влезат во редовната вакцинација, да нема едукација само на здравствените работници, туку и на други оддел на општеството. Само што имаме еден состанок и ќе бидете информирани натака за Генерално, значи, да кажам, паметните држави знаат и тоа сите ние тука мислам го знаеме, како беше $1 у превентива, значи $9 у куратива. Значи државата да инвестира, да кажеме, во една кампања во која што ќе собере пациентки, илјадници кои што ќе открие неколку карциноми, за секој долар што ќе го вложи во кампањата, да вложи $1 милион, ќе заштеди фондот $9 милиони во скапите терапии биолошки кои што само ќе заштедат неколку месеци живот. Меѓутоа, ние малце тука во тој аспект се трудиме, баш за тоа и оваа дебата е сега, како да се премостат овие предизвици. Сите знаеме дека е тоа така. Вие со кого и да разговарате, и со кој министер да е сега, имаме еден министер претходно друг, сите викаат да, меѓутоа она што недостасува веројатно е стратегија која што нема да не допира само нас денеска, да не гледаме лично, да гледаме за иднината, за идните генерации, затоа што тие промени бараат време. Значи вие да воспоставите се една стратегија која што се надевам министерството ќе ја зацрта. Има една стратегија за здравје до 2030 година. Ако во таа се зацрта, првите резултати за да се видат посериозни, треба да поминат минимум 3 години. Меѓутоа, ако не почнете сега, никад нема да има резултати. Тоа е во суштината. Ја не знам кои се активности ги планира министерството. Ајла знам дека во овој дел за гинекологија, пошто ние колешка се разбира, дека секако ќе даде корисни сугестии во министерството во однос на гинеколошките превентивни програми. Професори, заради тоа што министерството во кабинет одлучено најмногу да влијаме во знаната превенција. Добре, очекувам Миријана да ја кажеш што ќе се реши на состанокот. Во први ред, па после Ренати. Кажи. Јас сакам да се надоврзам. Само представете се, ве молам. Доктор Емилија Трајковска, гинеколог акушер, матичен гинеколог во села Бод. Сакам да се надоврзам на пациентата за превенција и морам да кажам, примарна превенција за карцином на цевис е вакцината. Секундарна превенција е пап тест. Примарната превенција не е занемарена во последно време. Ако се навратиме на последниот гинеколошки светски конгрес ФИГО во 2018 година во Рио, во Бразил, на кој што беа присутни професорите тука, Австралија сака со 9-валентната ХПВ вакцина да го искорени ракот на грлото на матката, кој што е на второ или на трето место во светот, во зависност од тоа како се жените третирани, односно како се мотивирани за земање на пап тест, односно на редовни контроли. Знаејќи дека секој 2 минути во светот има податок дека умира жена од рак на грло на матка и колку е голем трошокот за нејзино лечење, а колку е тоа лечење сврсисходно и успешно, тоа никогаш не се знае, бидејќи не знаеме во кој стадиум ќе почне да се лечи, мора да земиме поголеми кампањи, поголема едукација, бидејќи знаеме дека има антивакцинални кампањи, народот е неедуциран, мислат дека со вакцината има можност да патат КПВ, а фактички вакцината е направена со рекомбинантна технологија од квасни габички и не содржи вирусна ДНК. Ако ние го едуцираме населението и му кажеме дека со таква примарна превенција драстично ќе се намали ракот на грлото на матката, не само како трошок на државата, туку како зиднина на нашите деца. Сега на онкологија се повеќе и повеќе млади луѓе има. Тоа е страшно. Значи, наша цел е да ги едуцираме пациентите, народот, со емисии, по медиуми, со предавања, со разговори со пациентите, да ги едуцираме, веќе да ја прифатат примарната превенција, односно 9-валентната ХПВ вакцина, а министерството да го набави и чим се потроши 4-валентната која што имаме, да се почне со 9-валентната вакцина. Како што е сега бесплатно од 12 до 15 или до 18, ама и да биде и за женска и машка популација, бидејќи последните години максилофацијалните хирузи пишуваат дека мажите се поподложни на преканцерози и карциноми на орофарингеалната регија, жените се на гинеколошката регија. Така да, моја сугестија и моје мислење дека мора многу повеќе да се мисли на примарната превенција. ПАП тестот
Ние веќе го знаат жените, многу од нив си доаѓаат на редовен преглед, другите ги викаме со покани или со телефонски јавувања, али за вакцината се уште се плашат и многу пати мене ми се јавуваат пациенти чии што деца треба да се вакцинираат и ме прашуваат дали да ги вакцинираат. А имале совет од наставничките да не ги вакцинираат. Значи до тука сме дојдени. Наставничката по македонски или по биологија или по не знам што им кажува немојте да се вакцинирате. Дали утре кога тоа девојче ќе добие карцином на цервик, знае Виолета колку млади сум пуштила кај неа, дали тогаш таа наставничка ќе биде одговорна за здравствената состојба на девојката, која што не ни родила се уште? Се согласувам со вас и заради тоа потенцирав дека ние како Министерството ова кампања сакаме да делуваме точно во училиштата, ќе направиме исто состаноци со младинскиот сектор, со граѓанскиот и невладиниот сектор, со младинските организации, точно заради овој проблем. Со министерот. Нормално, да. Се согласувам во овој дел и потребно стварно една поголема опасност на предвакцинацијата во нашата држава. Исто, вие како матични гинеколози би сакало да искажувате и во поведувањето на ХПВ-свирите. Секундарна превенција спаѓа и ХПВ-свирањето, а не само што повеќето од гинеколозите. Ја мислам дека Одлично. И јас би ја вакцинирала ќерка ми, нормално. Да. Не, јас мислам дека тоа оди во пошто вака многу е лесно да се каже, има многу дебати кај што вака сме, да, така е, така ние сите ќе се согласиме, меѓутоа на некој начин ние сме овде онаа група која што ги разбира придобивките и лесно е да кажеме дека тоа е така. Државата овозможила бесплатни вакцини, овозможува бесплатен скрининг, имаат во фондовските цели 1/3. Теоретски, ако е секако што е на хартија, ние за 3 години треба сите жени да не се скринирани и сите деца да не се вакцинирани. Во реалноста, тоа бројките се негде покриено, оставиве во анализата за 2022 година, само 16% од скринингот беше реално остварен, затоа што тие покани, вие праќате покана, дали ќе се јави некој на поканата, дали живее таму, не живее таму, што и како е. Сега имаме платформа Screening МК, ама тоа како што река и Мирјана, кој знае дека постои, кој знае како да се пријави, како тоа целиот систем функционира, исто така тешко за работење. Во однос на ХПВ вакцините, само сакав да се надржам, многу е битно паралелно, една од, да кажеме, предрасудите во однос на ХПВ вакцината е тоа дека тие девојчиња рано после или момчиња ќе отпочнат со сексуални односи, ги стимулира на секс, ова на се. Баш напротив, тој момент, тој допир за вакцината треба да се искористи за сексуално образование и во светот е докажано дека тие што се вакцинираат повеќе после внимаваат и воопшто не отпочнуваат порано со сексуални односи. Баш напротив, повеќе се свесни за ризиците, за опасностите што ги носи небезбедниот секс и повеќе внимаваат. Така да треба тоа некако да се објасни, ама тоа пак треба стратегија заедно со Националниот комитет за имунизација со професор Грозданова да се разговара и да се најде начин да се допре до пред се родителите, затоа што всушност тие се тие што ги носат децата на вакцина. Согласувам и затоа одлучиме ова кампања да ја реализираме заедно. Во Министерството за здравство ќе повеќе најверојатно поголема успешност. Добро. Представете се сам. Јас сум доктор Илена Гошева, специјалист гинеколог акушер. Малку само кратко би сакала да колешката пред мене кажа бесплатни се вакцините, значи не постои ништо бесплатно. Се плаќа, тоа се пари во фондот внесени од сите што плаќаат даноци, што плаќаат придонеси и што уредно си ги подмируваат трошоците кон државата, за да може државата уредно да ги покрие превенцијата и да ја спроведе превенцијата кон здравјето. Така да ние погрешен е нашиот став кога кажуваме ова е бесплатно, тоа се плаќа, само прашањето е како е распределено плаќањето. Меѓу другото, тука ќе се надоврзам и за доктор Клисаров кој што кажа за буџетот. Малку економски, сега од економски аспект ќе продискутирам, немаме доволно средства и тоа е погубно да се каже. Ние сме лекари, едната страна на приказната е ова што ја дискутираме.
програмите за превенција и едукацијата, кои што и тие коштаат, и кога тие би се биле адекватно подмирени економски, би биле на многу повисоко ниво и многу подостатни на пациентите. Меѓутоа, поднос на буџетот е многу исто погубно да се каже на било кој човек, кој што редовно плаќал придонеси, даноци на највисока ставка, дека не може да добие лек во моментот кога што му треба. Што е пак мора да дисконме за правилно распределување на буџет. Затоа луѓето ја губат довербата и од професионален аспект само заради тоа што економски ние не можеме да се организираме како што треба. И третата работа е многу важна. За вакви проблематики не постои државно приватно здравство кај нас, кај вас. Постои едно здравство и пружање на здравствена грижа на пациентите. Тоа што можам да кажам од изминативе години е за едно релативно заспани години на едукација на помладите специјалисти и се што ги имавме до една нова генерација што дојде со професор Толковски и професор Димитров, кои што прво успеа да ги унифицираат ставовите и клиничката апликабилност за сите, и за приватниот и за државниот сектор. Нешто што до сега не се случило. Да можеме сите горе-доле да применуваме иста медицина. Тоа е нешто најдоброто до сега што ни се случило, но за жал е само во нашето здружение. До сега не пратам дека другите здруженија тоа го прават. И барем не гледам на страната на МЛ. И четвртата работа е Жаклина. Значи, не сме нешто што ние се трудиме да го унифицираме и на приватно и на државно ниво, да биде неунифицирано на информатички систем. Значи, не може да постои еден систем. Треба еден за сите да биде, не еден државен. Да може и било кој доктор што се бави во приватно со таа проблематика, да може да поднесе пријава во регистарот и слично. Тоа е истото и со Институтот за јавно здравје. Они не гледаат дали е од приватно или од државно докторот. Што тоа би требало така и да биде за националниот регистар за карциноми. И повторно уште еднаш ќе ја поздравам цела ова голема кампања на сите нивоа, значи не само на едукација на пациентите, туку и на едукација и на сите нас колегите, што ја праве нашата асоциација. И се надевам дека ќе продолжи така и би била веројатно и на многу посупериорно ниво, кога економски би имало малци поголема оправданост ова се. Точно е ова што го кажавте од економски аспект, меѓутоа за се што е на позитивна листа. Значи, сето ова што го кажавте важи за лековите кои се на позитивна листа и точно затоа и јас кога тоа го објаснував реков. И државата и ние како институција, се што е на позитивна листа, треба и сме должни да го обезбедиме во каква количина и потреба и да биде. Условниот буџет е нешто многу поразлично и затоа едноставно кажав, колку имаш, толку трошиш. Тоа е нешто што е најлошо за еден лекар. Значи, јас тоа морам да го кажам. Ве разбирам целосно вас и вие сте во право. Но кога медицината се преточува и во математика, за жал, условниот буџет е колку имаш, толку трошиш. И тука е најтешкиот момент за еден лекар кога треба да ја направи селекцијата. Точно тоа е најмачниот дел. На кого да дадеш, а на кого да го ускратиш правото, бидејќи на некој начин сите имаат право да се лекуваат. Затоа е за поздрав идејата, јас искрено се надевам дека ќе се реализира апдейтирањето на позитивната листа. Тоа е нешто што ние го чекаме со деценија. Значи, токму тука е проблемот. А со условниот буџет што ние го имаме ограничен, нема шанси да се лечат сите. Не зашто ние не сакаме. Најдобро е за секој да го има лекот и пациентот да е задоволен и исходот да е најголем. Меѓутоа, пак ќе речам, селекција мора да има, зашто тука се меша и математиката. Јас кратко само. Може не кажав прецизно, Националниот регистар за рак е обврска за сите здравствени работници. Не ги дели на приватни и на државни. Националниот систем за електронски евиденции, кој ние го викаме популарно сите мој термин,
така е дефиниран во законот како интегриран систем за установите од на здравствени установи. Тука спаѓаат и јавни, но кои има договор со фонд. Тие се обврзани да ги водат евиденциите во овој систем. Се мисли на упатувања, рецепти и така натаму. Но евиденциите во здравството кои се однесуваат еве како на регистарот на рак се задолжителни за сите и приватни и јавни секакви здравствени установи. Ние сме укажале на овој еве деформитет, ќе го речам, на законот, пошто кога се создавал и не е променет уште од тогаш, и законот за евиденции, и законот за здравствена заштита не ги опфаќа како обврска, но има модули, има начин како тие да се обврзат. Ние започнавме со професор Димитров да работиме на, тој веќе го спомна, оној делот кој се однесува во досието на пациентот и ние си го нарековме популарно женско здравје. Таму треба да влезат сите податоци за ХПВ тестирања, за ХПВ вакцини и така натаму. Но без приватните лаборатории и услугите кои ги добиле нема ништо да направиме и овој чекор, ова е првото што ќе го направиме, зашто бараме со законски, а подзаконски акт всушност да ги обврземе, да ги внесуваат податоците. Технички не е проблемот, одмah ќе ви кажам, не е до техниката проблемот. Ние како што ќе ги имаме услугите и наши корисници се докторите од јавното здравство, така се и на ист начин и услугите, сам ги користат, тие веќе водат евиденции, сите приватни лекари можат да бидат. Но недостасува таа обврска, бидејќи еве јас навистина многу сакам да имаме добра здравствена евиденција. Паѓаме секогаш на моментот кога ќе дојдеме до оној кој треба да ја внесува. Ако не си ја свати, ако ја нема, првиот чекор, ако ја нема како обврска во закон, не ја внесува ако не му е задолжителна. Дури и му е обврска во закон, еве сега за некои евиденции, повторно не ја внесува, има, не велам дека се тоа празни оправдувања, некогаш се и реални, немаат време лекарите да работат на евиденцијата која е потребна за да државата добие солидни резултати. Но еве ќе го сватиме, јас ви кажам, од овие податоци кои ги имаме, ние можеме одлични, веќе ги каже во поединечните установи има добри информации за да знаеме. Това за која збориме не е добра. Еве за скринингот го многу пати ние сме дел од скринингот кој се проведува да се покачи сега некако со новитетиве со скрининг МК, се покачи, не знам, тестирањето на ПАП, ја не сум сигурна дека тие резултати на крај некој ќе ги проверува, ќе ги анализира, ќе ги обработи, ќе ги спои со понатаму после години добиени карциноми, ќе докаже дека овој ПАП на вистина е добар или не бил добар начин на скрининг. Ама на меѓународните искуства, како што кажа професор Димитров, покажува дека каква е иднината на скринингот. Ние треба да се залагаме заедно сите да го правиме на тој начин. Јас не сум таа што одлучува, ние можеме во соработка со сите кои одлучуваат да направиме солидни информацијски системи за тоа да се евидентира. Сека, не само во државните, туку и во приватните. Добро, благодарам, Жаки. Може ли да чуем, имаше во публика уште прашања? Само представете се. Јас сум Анита Ошкова, гинеколошко-онколошки пациент. И најпрво би сакала да изразам благодарност за поканата на ова панел дискусија, затоа што слушнав и разбрав многу важна информација. Сакам некое искуство да споделам. Значи, моето прво облекување на онкологија беше вау, значи тоа е клиника со најмногу пациенти. Не сум сретнала таква клиника и само си кажав како целиот овој персонал ќе може да ги обслужи сите овие пациенти. Примам хемотерапија веќе трета, неколку пати значи одам и оној дел што го кажа Милица во поглед на емоционалната поддршка и не само тоа, и во поглед на исхраната. Значи ние пациентите надвор дискутираме сами едни со други, едни викаат дека треба да јадеш се, што претходно се јадел, други викаат дека треба само на сирова храна да си, тоа се погодувања. А кој е исправното не знаеме. И сега прашањето е дали на онкологија или некаде постои некој оддел кој што како во поглед на емоционалната поддршка би го следел пациентот од почетот на дознавањето или на дијагнозата па примањето на хемотерапијата
и во поглед на тоа каква да биде исхраната, значи целокупната подршка на пациент. Ви благодарам. И благодарам и јас на прашањето. Во однос на емоционалниот дел, на нашата клиника постои психолог кој што може да биде исконтактиран и да ви помогне во тој поглед. Психолошкото советување не само на пациентот, како онколози навистина го препорачуваме и на не само на пациентот, значи и на целата околина, како што рековте, сите непосредни блиски со пациентот кои што навистина сочувствуваат со таа состојба. Ако од друга страна земеме и стресната информација, така стресот е поголем кога се соочувате со нешто што за жал се води како неизлечива болест и од тука е емоцијата и стресот уште поголема. Значи точно препорачуваме и советуваме различни психолошки советувања, па дури кај одредени пациенти и консултации со психијатар, кој што навистина може да ни помогне, бидејќи позитивното расположение на пациентот, довербата кон лекарот, кон третманот. Навистина ова не е нешто паушално што го кажувам, туку со клинички студии е утврдено дека и ефектот на терапијата е многу поголем. Токму затоа, секако дека препорачуваме такава вид помош во текот од поставување на диагноза, па во текот на целиот третман и секако и во контролните исследувања и добрите приказни. Значи мора да признаеме дека ние на онкологија имаме и многу добри приказни и многу други случаи, кои ќе дојдат и по 20 и 30 години, поготово со гинеколошка проблематика пациентки, бидејќи јас сум дел од таа субспецијалност. Меѓутоа кажуваат дека исчекувањето на резултатот и тогаш им е стрес. Значи и во моменти кога нема болест и нема лекување. Тоа е за жал дел што самата специфика на болеста си го носи сама по себе. А во однос на тој хигиено-диететски режим, различни се можеби мислењата и се соочувате со различни ставови, токму заради тоа што во клиничките упатства и во препораките во медицината базирана на докази всушност не постојат такви податоци дека одредена храна или начин на живот може да влијае. Секако генерално пушење, значи нездрав живот, да не ме сватите погрешно, тие се, меѓутоа се генерални и затоа сметам дека некои строги препораки може да постојат поврзани со типот на болеста. Од гинеколошки аспект мислам дека во умереноста е решението. Дека нема нешто што треба 100% да го исклучите, ниту па нешто буквално да се преоптеретите. Мислам дека во умереноста и во разноликоста, секако со внесување на сите намирници хранливи кои треба, ние сме предодредени да бидеме, нели да јадеме и животинска храна, како природа, така да мислам дека буквално се во умерени количини и секако здрави квалитетни намирници би се дозволени. Да, немате некоја посебна забрана. Добро, јас не знам дали има други прашања од публиката. Дали уште некој нешто имаш од Дашо сака да каже, повели? Точно е еден собир кој што може да се изнесе една идеја која што за жал имаше некои почетоци, меѓутоа не знам на кој начин брзо се спроведе, а тоа е формирање на центар за терминално болни од валидни заболевања. Многу е потребно тоа на државата. Да, тоа и спомнав и секако може би за пациентите и доста битно од практично значење. Има два специјализирани центри, односно еден специјализиран центар, тоа е Сјурайдер, значи кој што е во склоп во Скопје и подрачна единица во клиничката болница Битола. Ово што е во Скопје во склоп на гериатрискиот центар во Ѓорче Петров и тоа е навистина центар во кој што работат и се нуди интернистичка нега. Ги спомнавме терминалните болни. За жал притисокот кон нас како клиника
Слободно можам да кажам дека е многу поголем за палијација и за терминални болни отколку за куратива. И ние често пати сме осудувани дека ги избегнуваме таквите пациенти или не ги примаме, а тоа е од причина што во таа фаза на пациентот не му треба онколог. Се она што го рековте и во светот, што му се овозможува на пациентот дома или се советуваат да бидат во одредени центри, и во тој дел кај нас малку недостасува, со оглед на тоа што Сјурайдер има еден ограничен мал капацитет тука и уште помал во Битола, и секако дека превентивно треба да се изврши притисок, да им се дозволи тие да го зголемат капацитетот. И точно тогаш онкологија да не се соочува. Во моментот кога онколог ќе каже дека специфичниот третман е исцрпен, тој пациент повеќе не е за онколог, тој е за интернист, за да му се помогне и колку може да се одржи перформанс статусот, односно да се овозможи еден достоинствен квалитет на живот дури и во крајните моменти. Токму затоа, значи, Сјурайдер, подрачна единица Битола и Скопје на вистина треба да се врши еден широко институционален притисок, да го зголеми капацитетот и терминалните болни таму да го најдат своето место со интернистичка поддршка. Да. Ние ова панел дискусија повеќе сакавме да оди на системските решенија од Министерство, фонд, мој термин и конкретно околу превенцијата, да кажеме, и раното лекување и лекувањето кај вас на клиниката за онкологија. Иначе и во контакт бивме со директорката што е на гериатрија, со доктор Салија. Меѓутоа тоа е веќе друг аспект би опфакело, ние секако мора да го спомнеме. Нашата поента и мислам дека заклучоците кои што би требале да излезат од тука, и оваа група неформално ја повикувам и во наредниот период и да се состанеме, можеби да уште еднаш ги прецизираме сите заклучоци. Ние на веб страната на МАГО ќе објавиме исто така секој што има идеја поврзана со подобрување на превенцијата, лекувањето, терапијата, третманот на пациентите со гинеколошки карциноми, значи од нашите колеги, тоа се преку 400 гинеколози обстетричари, да дадат своји предлози и на крај да склопиме еден документ со кој што би му помогнале, да кажеме, на Министерството пред се како кројач на здравствените политики да нешто промени, да имаме некакво си подобрување. Иначе од аспект на пациентите, пошто сме разговарале, имаме и секој од нас нели блиски пациенти кои што имале гинеколошки карциноми од различни типови, не е иднината секогаш така светла, нема место у Сјурайдер, стално се ни пребукирани и во однос на терапијата, и пациентката и со вас го зборевме, преку 150-200 преглед има дневно на клиниката за онкологија. Тоа е огромен обрт на пациенти. Тоа значи или треба повеќе онколози, или повеќе амбуланти, или поинаков пристап, или можда некое дислоцирање на амбулантите на други места, дисперзија на системот. Ние сме мала земја и мора да работиме на принципот на или регионализација или централизација на врвните услуги. Меѓутоа, овие услуги што се однесуваат за превенција и детекција, баш напротив, треба да се спуштат што на по-блиско ниво до пациентите, што по-блиску до сите нас. Впрочем, пошто не дај Боже и ние можеме во иднината да бидеме пациенти, никој не е имун на таа приказка. Па ако немаме ништо што друго да кажеме, ја само сакам да се извинам дека ќе побараме од градоначалникот 2 клими да стаи, затоа што не очекувавме прв пат да имаме дебата во овој простор, дека ќе биде Волко Жешко, а испрочам дека на 20 септември ќе биде Волко Жешко, пошто и јас се скував. Тоа, ви благодарам на сите.